островот Сан Франциско, градот на не знам, на кинеската мафија. Ова ти е градот на кинеската мафија. Значи сместени сме буквално на место кај што све е кинеско, сите се кинези, Чајнатаун се да. И значи има и кинеска мафија. И сега идеме да нормално нели шетнеме малце кој што си е редот и да идеме до Голден Гејт и тоа е што друго да гледаме у Сан Франциско, згради, мади. Тоа е. Франциско се гради, Франциско се цицки. Што приметив? До сега сегде кај што бевме у Калифорнија. Калифорнија усвари се граничи со Мексико, ама до толку бе пичка му матер. Сите можни градови да имаат мексикански имиња. Види ги во каква се. Сите можни градови да имаат мексикански имиња. Значи имаш Сан Диего, Сан Франциско, Лос Анджелес. Дури кога доаѓавме навака имаш едно Сан Хосе. Она Апла. Мислам дека тој треба да биде главен. Мафијашки град си е поделен на дистрикти. Онамо имаш кинески. Тука почиња све италијански. Значи она преоѓа, она полека се бленда. Последниот ресторан некако доаѓа во истиот да прават и суши и пица. И после блау све италијанско. Италијански ресторани, италијански клубови, не знам, фудбалери италијански, шпагети, тебе црква италијанска. Ама буквално не се заебавам. Тоа е, да видиме која наредна држава ќе влеземе. Види така какво е прекрасно. Да. Еве пошто е познат бе Сан Франциско. Сега ми текна. Познате по тоа што има насекаде у горници и у долници. Секогаш сум сакал некој буре да стракалам вака надоле. Ама немам буре. Не се земавме ништо за тркалање. Што размишлям ја? Замисли бе, инвалид да живее у Сан Франциско. Ова ќе треба да го искачи со количката. Како тога со тркалата, како ќе? Тоа ќе бидат најнабилдани инвалиди. Не ќе да си инвалид у Сан Франциско. Не ќе да си инвалид нигде. Еве ние ќе се тркаламе по долница. Тоа е убаво, после ова ќе треба да го враќаме и да го качуваме. Дебе кантава да е дебе нешто да стракалам, види и гараживе колку се јаки. На косо направени, али израмнето после за може нормално да влезе колата, пошто нема да влезе вака на косо да стојат сите коли. Што сакам? Бурек. Бурек? Епа, чекај, уште не сме дошле, поминавме Чајнатаун, поминавме Италијатаун, уште до македонскиот дел не сме дошле. Ајде да се тркаламе пак. Трчни си. Ете сме на тоа Пјерот, што сакавме да дојдеме, Пјер 39. Пјер знаеш дека значи рак уствари? Не? Зашто има ракче тука? Зашто се приближуваш до море. Бе, Пјер е ракче, ќе видиш, ќе провериме. Пјер значи кревршија. Идеме у Хардрок да се измочаме и толку, тоа е, скупо е Хардрок, нема се у Хардрок. Уствари Пјер 39 изгледа вака. Толку и ќе видиш вака чоклет хауси, види брка е киќе после. Ете па што друго е познат Сан Франциско, знаев дека уште нешто има. Алкатрас е тука, тој најпознатиот затвор што е. Тој ти е, усвари, голи оток за Голи оток, ти е Алкатрас за комунисти што мразеле комунизам. Ако некој случајно ме разбра што сум сакал да кажам со ова, молам нека ми објасни у коментари, пошто ја немам поима што сум сакал да кажам со ова. Неверојатно ќе ме мрзи да идам до Алкатрас стварно, пошто е направено како такво музејно, како споменик за туристи, пошто нормално нема више затвореници. Пакет нема да идам до таму, пошто ме мрзи, треба и со бродови валјда да шетаме, пошто е остров. Со нешто те носи. Нема мост. Затоа решивме боле да си влеземе во гифт шопов, барем да си разгледаме што има. И сите такви се направени како чувари. Сите речи ги бе, продавачи, вакви затворски работи. Escape from Alcatraz. Уживај. Кој филм беше тоа? Види колку зебри има. Види, само дресови на Јувентус се продаваат. Не знам зашто, ама чекав Сан Франциско да биде град. Убав е, скоро колку киќе. Ша? Ништо. Влеговме во left-handed shop, ама зошто е ова наопачки? Знам зошто. Пошто ацета наш ги чува. Тој бил левак. Боже, са човек. Сега ја не сум ти јебени туристички водич. Али колку што ја знам, знам дека тука ранови или така нешто, или не знам што било причината, али иначе у Алкатрас немало чувари. Киќе? Ами не ми звои? Па, некој да му објасни. У Алкатрас немало чувари, као буквално секој бил слободен да си искочи и да си иде. Ако ти успеш да допливаш до ваму, слободно ти текна. Ама не знам што било фрката, као не можеле да допливаат и никој не успел да доплива. Иако што знам, може и да не. Ајде се договориме. Дури сме тука, саундтрак да ни биде Северина. Има песна Алкатрас. Да? Alcatraz. Токи морски лафови. Само што тие прават роарови, ја прават
Ете кај бродовите сме и кај она голем брод и мали бродови што имаат луѓе пари, имаат јахти, имаат за место за паркинг, имаат се. А ние што имаме? Ние имаме поглед на бродови. Добро е ова фадж. Кој филм мириш дека се гледал? Секоја америчка. Наводно сите вакви купували вакви јаделе. Ја не сум ги чула, ма стварно се добри. Добро е, стварно. Се најадовме, се напивме и уште пиеме и да идеме да го видиме тој аман мостот, големиот. Па не е ни Вау, не, така зашто е златен мост кога е црвен? Абе, региос. Чекай, усвари не е златото, не е региос. Па не е златен, гледаш? Железо. Сега ќе идеме натака ние саат типол пешки, али ние вајде ќе го идеме 2,5 сати, пошто ќе се тегавиме се, јеби. Зен врензензго. Еве Макдоналдс, вау, вау, сликаме со Макдоналдс, вау. Да тоа е леб. Лебови. Конечно ге. Старата пекара во Сан Франциско. Ова не е постара од фурна чај. Гаранат. Сигурно и бурек нема. Ни бурек нема, чај, не е пекара. Сори, бурек не се прави у пекара, у бурекџилница се прави. Бурек нема, бе, што? Плажа. Ај. Ја тука убаво изгледа. Шо има по-наму да идам? Добро, видов, хајде назад. Сан Франциско. Во Сан Франциско. Не, иде со овој град песна. Дури нов град. Не мораме нов град, може нова песна. Ние сме тука, се шеткаме во паркот, гледаш, таа одговара. Друга која одговара. Тоа сме туристи. Затоа ќе ја кажам песничката, што ја напишав кога имав 10 години и пев у Грчка на одмор и имав као на едната страна, така од листот средина, на едната страна нацртано све што беше приказната, а на другите страни беше песничкава напишана. Идеше вак. Дојдоа туристи од 11 држави. Сите тие беа премногу скржави. Се се спремија и отидоа на плажа, но еден простак, без смисла, Кажа. рече: ајде да се капеме, ајде да се капеме. Ајде да се капеме, ајде да се капеме. О боже. Сите се согласија и отидоа во вода. Играа со кајсија, играа со Шкода. Наеднаш дојдоа борбени бродови. Сите луѓе појдоа под своите кодови. Едниот пукна, другиот пукна. Едниот го дупна, другиот го На. промаши. Толку е песничката. И ова цело го имам нацртано све у една слика, многу беше јака. Сум не знаев многу добро да цртам, ама имам добри идеи. Ова не се уопште добри идеи. Таму кај што неам рими, па не е намерно, тоа е пошто сум глуп. Тогаш уште бев само wannabe рапер. Не ме прифаќаа во гетото да влезам. Имаше забрана, не за Ивани. Дете, да не начека тревни. Толку, се изморив. Уште малце се приближуваме него. Сам таму, нема да правиме ништо освен тоа што ќе се сликаме и ќе се снимаме, ама да, ете го, златната порта мост. Што е, ја снимам? 2. Поновни сусет. И ете, стигнавме до мостот, ете го мостот. Мост. Па не, убав е, дека не е убав. Добро, сега објасни. Дали е овој тој мост? Кај што овие од вештерки, чармет, теријата, стоја горе? Мислам. Така, тоа е тој мост. Мислам. Таму горе стоева. Ај таму горе да се качи. Ај, вештарка си? Има пристап до таму горе, па не сум вештерка. Па нема пристап за невештарки. И неверници во вештарството. Сите самоубиствени луѓе се качуваат горе. Значи има пристап ако се качуваат луѓе. Па не може не скокаат од таму. Каде горе сакаш? На тоа тука. Беге, ја од тука да дзирнам надоле ќе се извадам од паметот што е високо кој што сум пичка, а не па таму горе да сум. Ајде, исчешлај се, нашминкај се, дотерај се и да се сликаме, ајде. Сам дека ова е више дефинитивно конечното место кај што сите се сликаат со мостов, кој што немаме врска зашто е популарен. Ја мислам за тоа што е популарен само за тоа што е највеќи мост у Малта. Ете си ти. И ето, мост. Види се себе, сам себе видео, сам себе аудио. Да му кажеме на мостот. Бој. Ти реков дека ради тоа е толку познат, пошто е голем.
Welcome to Shitty Walk. Hello, shitty walk. Take order, please. Кога е направено нешто у Кина, тоа не значи дека е стварно направено у Кина. Ова ти е доказ дека е направено у Америка. Па толку беше од вчера, ништо посебно не правевме. Сан Франциско. И искочивме да идеме негде, а и не знаеме баш кај тераме. Првата дестинација кај што ќе идеме да ручаме. Врти случаи, ние пак ќе седеме у Доминос. Не мора нигде на друго место да шетаме, веќе сам вака ни светов, еве тука си видовме многу, си видовме Италија, си видовме Кина. Ајде, добро, Аман, Иван, Аман, Бог да чува. Знев дека е доволку кинески, покинезиран. Покемонизиран. Ма искрено се радувам што сме на ваков кинески дистрикт. Не знам, убаво ми е вака да гледам кинески срања. Да има посебен направен пазар за ценкање. Кај што можеш да влезеш и да се ценкаш, тоа му е поентата. Не знам, интересно ми е стварно. Еве види, има вакви кули. Кинески. Каква разлика, човече? Толку заврши, да. Крај на кината. Ја укина кината. Еве сме кај портите на Змајот. Многу ми е познато место, а мене усвари. Кога сум го видел негде. Гледаш, Кике, тука нема само македонци, американци, мексиканци и слично. Има и българи. Многу е болно кога некоја риба ќе си скрши рака. Жал ми е, брате. У секој момент чекам тука некој се запука. Ајде, каде сте, зашто не се пукате? Пукајте се! Ти, пукај се! Пукајме да се дешава нешто. Абе, Кике, шо е ова? Хајде да знам видео како. Еве ти пишува шо е. 7,99, еј, сунгерчиња за бањање. Деси се врача кучи. Не, ни наше, не е толку вкусно. Да, колку не, наше. ние го ги се ја направивме, беше много хубаво. Иначе да, ние не седевме у Доминос, ние се седевме на рандом улица, кај што има извадено масички столчиња. Се седнавме, пошто Доминос немаше кај да се седи, значи ова Доминос беше срање. Нашата Доминос беше пубаво од ова Доминос. Види ги лифтовине, има лифтови на она зграда, на она ги гледаш. Јако. Сан Франциско. Еве, добро до ова сме, шо сме? Нема поима шо е, ама споменик ко споменик, кој знае? Нас може ние овој споменик убав и ние доаѓаме прекини. Ние доаѓаме тука, го сликаме, го снимаме све. Изнова Сан Францисчани ве колку се нервираат. Леле споменик ми изградија тука. Добро, тука беше убаво. Не замерувам, стварно убаво се гледа. Си гледа цел Сан Франциско. Значи дојавме у Cheesecake Factory и ја пошто сум претупането до пицава, не можам да погледнам благо и затоа се искочи вија надвор на 8 спрат на што и да е зградава. Да се убаво. Ни купи благо? Cheesecake Factory? Да. Ова нечино. Требале да ги направат да не бидат ескалатори до 8 спрат за Cheesecake Factory, требало скали да бидат. Че ако толку многу сакаш благо, има да истрошиш калории, да земеш и да се најадеш нели таму, пошто може да се седи и после да ги истрошиш калориите, дури се си мињаш надале. Да, тоа е добра идеја. Ама не треба некаде да му текне. Нема американци ве сакаат дебели да бидат. Тачно, никој нема да отиде, пошто се дебели. Нема да се качат за благо, ќе си најдат друго благо на друго место. Да, ние дојавме да си одмориме дома, ама некој многу ни се одмара. И кај што ми личи мене, нема да искачаме пак, мислам дека доста си прошетавме. Пошто си изнаодевме пешки, пошто доста големичок град е ова Сан Франциско. И се ставаме си одмориме ше малце, зашто од утре не чека дугачок пат, као многу дугачок пат, ќе патуваме некои 2 дена дури да стигнеме од дома, валја. Којше бе, какви 2 дена, шо зборам ја? 3 дена. Решивме ние да си доседиме и да одмориме нашата прекрасна соба во Сан Франциско, која што има поглед на Сан Франциско. Не, добро, доста добар поглед имаме, само што откога се сместивме тука наредниот ден, ете, некако така во наша чест решија да градат и да ја прават улицата. Да, ти викам, Франциско се гради и тоа, другари, што да ви кажам. Ова беше последниот влог од Америка и ми е многу драго што го изгледавте и ми е уште подраго ми ако сте ги изгледали и сите претходно. Ако ви се допадна и овој, нели како сите претходни нормално. Прекрасни ми се најдобри влогови правам. Оставете ми лайк, оставете ми сабскрајб на Не брмчи бе, гледаш тука ги молам за лайкови, за сабскрајб, и тој ми брмчи. Оставете ми лайк и сабскрајб на каналот. И се гледаме за брзо, другари. Чао, чао.